користен од солените извори во селото Слатина, Македонски Брод. Изворот е дводелен, всушност едниот отвор е овој простор што го гледаме, додека другиот отвор е еднаш во непосредна близина се наоѓа и од другава страна. Малку е затворен така, но тоа е другиот дел од изворот. Македонија е позната како земја на минерали, на многу руди, на многу води, поготово сладки води, кисели води и солени води. Од солените води, еве еден од тие извори е и изворот по водата, по солената вода, го добива и името Слатина, а овој извор всушност се користел од далечното минато, уште од времето на римскиот период, па покасно доаѓање на словените и населување на оваа територија и како едно благопријатно место со големи природни богатства е користен истиот овој извор. Изворот се користел не само од жителите од селово Слатина, туку представувал еден извор на солена вода за целокупното население кое што живеело во општина Македонски Брод, бидејќи на територијава се наоѓале два такви извори, селото покрај селото Слатина и селото Сланско. Изворот го користеле жителите посебно за водата ја користеле за подготовка на храна. Се случувало дури и редица каравани по долинава да има и да чекаат ред да ги наполнат садовите со вода и да се вратат назад по своите села по 10 на 15 или 20 километра. Од таа солена вода да месат лед, да готват манџи, храна да спремат, а исто така се користела водата и за напојување со солена вода и на добитокот кој што и неопходно потребно му е солта. Благодарение на вака добро изградениот зид со два дела се водело една евиденција, еден ред, така речено, за да може рационално да се користи. И истиот овој извор се користел од доаѓањето на словените на Балканот, населувањето на оваа територија, па во подоснежниот период, кога овие територии потпаѓале под туѓинска власт, изворот бил често пати користен, дури и за истата вода се наплаќала и такса. Народот морал да плаќа такса за водата што ја пиел, и тоа од својот крај. А во подоснежниот период, откако се створиле поволни услови да има доволно количество на сол да се носи, изворот е малку запуштен и штета е што овакво природно богатство денес е во жбун, обраснато и неискористен овој извор за јасно целта која што и е целта. Ова е за изворот, Слатинскиот извор на солена вода, а во непосредна близина на оваа убава долина, обрасната со питома на шума, со ореви, со црешни, со јаболка, со сливи, потоа со градините кои што се околу нас, имаме можност да го посетиме и местото каде што се вршело топење на железната руда која што се добивала од слатинските мелови. Еве, тоа е за изворот, а сега продолжуваме кон топилницата.
Гледаме еден од водопадите на Марковска река во непосредна близина на солениот извор. Марковска река која се извира од планината Песек, чиста убава планинска вода, а од оваа долина, оваа вода која се дотекувала овде, ја користеле при перењето и топењето на рудата, каде и што имаме можност да го посетиме тоа место. Додека наспротив, другата страна, гледаме еден дел од населбата. Од населбата Марковци во село Слатина. Една од убавите, меѓу најубавите куќи, улогени на врвотами, постојаните сарбаци, прозори, со врати. Тоа е дел од животот, од културата на населението во овој богат живототен крај. Се вршело перење на железната руда во Марковска река, а потоа истата таа руда се пренесувала на овој простор. Тука имало направено објект кој што се вршело топење на рудата и истата таа руда останувало еден дел од згуриите, а тоа се овие парчиња што ги гледаме пред нас. Додека другиот дел од рудата се топел во парчиња од некаде 50 килограми тежина, а со запрежни коли истата таа руда се носела по долината на реката Треска за Скопје. А од Скопје рудата се наоѓала во светските пазари, од каде што се изработувало оружје, а посебно првокласните сабји, изработувани токму од железната руда од овој крај. Имаме прилика веднаш после тоа да ги забележиме меловите, каде се вршело рачно копање на рудата, односно експлоатација на ова природно богатство. Тоа се и за грешните ли се чи? За грешните? Така не. Од само така на Зофија, она е прескоп. Потоа мелој. И тука се дошли, не и горе. Испред нас се наоѓаат слатинските мелови. Всушност тоа се мелови кои што се вршел површински ископ и рачно на рудата, железна руда, а посебно системот на ископување на железната руда бил тежок и макотрпен. Морало да се доведува вода од планината од Песек преку бразди или наречени вади. Се собирала водата во големи пивови и се пуштала водата во местото каде што се наоѓала рудата. Таа вода требало да ја однесе земјата, а рудата во зрна да остане. По неколкуте такви начини на грубо миење или перење на рудата се собирала во вреќи и со добиток се пренесувала
до местото на топењето. Односно, предходно веќе објаснивме за топилницата. Работело населението деноноќно, така речено, преку обврска да на секого од семејството било да во текот на годината неколку денови ги помине во рудникот, а додека покрај тоа имало и луѓе кои што работеле така речено дневничари или надничари, но тоа било исклучиво колку само за еден гол живот, ништо друго повеќе. Имав прилика да разговарам со живи сведоци од оние кои што живееле и работеле токму во меловите 1908, 9, 10, 11, 12 година, се до протерувањето на турците од Македонија. По протерувањето меловите останале онакви какви што се, зараснати со дабова шума. Нека понатака размислат стручнаците што треба да се направи за ова природно богатство во овој крај.